Над 3 милиони евра доби Дојран преку проекти минатата година, кои во текот на 2019 треба да се спроведат. Парите се наменети главно за подобрување на туристичката понуда во градот, од санација на крајбрежната патека преку обнова на мандрите во езерото и уредување на зелените површини. Градоначалникот Ангов вели дека развиваат стратегија како Дојран да живее и да се посетува и надвор од туристичката сезона. Расчистувањето на каналот и регулирањето на нивото на езерото е еден од клучните проблеми за понатамошните планирања за сето она што сакаме да го сработиме и да го средиме со крајбрежјето на Дојранското езеро. Имаме добиено доста проекти, финансиската конструкција е направена. Најпривлечна за странските туристи засега е линијата на фронтот од Првата светска војна. Токму на Дојран се воделе некои од најжестоките борби во тој период. Општината има намера да ја уреди патеката и да подготви десетина бункери кои ќе ги посетуваат туристите. Пристапниот пат кој што веќе одобрен во самиот проект преку ЛРЦП е некаде во должина од километар и 600. Таа би била почетна точка на движењето на туристите. Таму на почетната точка има предвидено поставување на информативни табли, мапи на движење. Меѓутоа, сега заедно со амбасадите треба да ја обсмислиме линијата, односно начинот на движење на туристите. Најзаинтересирани за посета на Солунскиот фронт засега се бугарските туристи. Тамошните агенции повеќе пати досега барале понуда за посети. Патеката по линијата на фронтот од Првата светска војна треба да биде интересен не само од историски аспект, туку и поради тоа што туристите кога би ја минувале би имале прекрасна пејзажна слика на Дојранското езеро. Во реализација на овој проект ќе учествуваат и неколку странски амбасади во земјата кои ќе дадат логистичка и материјална поддршка.